Во тензична атмосфера со 64 гласа за и ниту еден против или воздржан и без да се разгледуваат илјадниците амандмани што ги поднесе ВМРО-ДПМН, Собранието во Пладнево го изгласа законот за јазиците во трето читање. За него гласа и пратениците од немнозинските заедници со 24 гласа и го донесоа законот. Во моментот кога претседателот на Собранието Талат Џафери повикуваше на гласање, пратениците од ВМРО-ДПМН беа околу неговото биро. Поранишниот премиер и лидер, а сега пратеник Никола Груевски најжестоко се бунтуваше, па на моменти ситуацијата меѓу него и Џафери беше тензична, имаше и физички контакти. Откако претседателот на Собранието стана, се создаде неумица дали законот е изгласан, бидејќи пратениците од ВМРО-ДПМН кои остана на своите места извикуваа дека не е. Констатирам дека законот е донесен. Потоа во изјава за медиумите за инцидентот со поранишниот премиер рече дека не сакал да го коментира. По однос на процедурите и за тврдењата, односно за оценување на уставноста на законите кои што се носат во Собранието, единствена надлежност во оваа држава според Уставот е надлежност на Уставниот суд. Седницата на која на дневен ред беше законот за употреба на јазиците почна по 13 часот и уште од почетокот се навестуваше тензична атмосфера. Веднаш пратеникот од ВМРО-ДПМН Илија Димовски побара да заседава мандатно-имунитетната комисија па да има пауза, но Џафери го прескокна законот и премина на други. По две паузи законот за јазиците беше изгласан. Пред Собранието пак уште напладне почна да се собираат граѓани на повик на неколку организации, неформални групи и поединци. Законот за употреба на јазиците првпат беше донесен на 11 јануари, а на 17 јануари претседателот Ѓорѓе Иванов објави дека не го потпишал указот, оти законот бил усвоен без јавна дебата, без научна расправа, без вклученост на академската и стручната јавност, без опозиција и дека не бил согласен со Уставот. Потоа ВМРО-ДПМН поднесе околу 35.000 амандмани за законот, со што се отежна неговото повторно гласање.